Дали е добро со здравјето? Али Ахмети со сериозна офанзива во собранието, дуи на повеќе фронтови против власта. Бара анкетна комисија за инцидентот со Иван Стојковиќ за време на реконструкцијата на владата, кој според тврдењата на опозицијата ги навредувал и пцуел пратениците, а за време на паузата според дуи ја нападнал и пратеничката Арбана Пашоли во клубот на пратеници во собранието. Во документот до кој дојде телевизија 24 стои дека комисијата треба да ја утврди хронологијата, но и реакцијата на надлежните, односно според најавата од ДУИ и одговорност на собранискиот спикер Африм Гаши. Според текстот, ДУИ предлага сите учесници во инцидентот да се испитаат со посебен акцент на Стојковиќ. Анкетната комисија има за цел да ги утврди сите релевантни факти и околности поврзани со настанот, да ја испита постапката на надлежните институции и службите на собранието, како и да утврди дали со постапувањето или непостапувањето на одговорните лица се повредени достоинството и интегритетот на собранието, правата на пратениците и принципите на транспарентност и отчетност. Анкетната комисија ќе го испита однесувањето на сите инволвирани лица, особено на членот на владата кој учествувал во инцидентот, како и постапувањето на надлежните служби и раководството на собранието. Според информациите на телевизија 24, до крајот на неделава, ДУИ официјално планира да ја поднесе иницијативата до собранието. За анкетна комисија потребни се 20 подписи, а на документот подпишани се сите пратеници од албанската опозиција, вклучително и независниот Илир Демири, како и пратеникот на СДСМ Фатмир Битики, кој според сведочењата беше директно нападнат од министерот за локална самоуправа Стојковиќ. ДУИ чека подписи од вториот пратеник на СДСМ Митко Трајчуловски, кој исто така беше цел на напад од Стојковиќ. Според неофицијалните информации на телевизија 24 од извори од опозицијата, документот бил понуден и на пратеничката група на СДСМ, но таму досега не го потпишале. Битики за телевизија 24 вели дека ќе поддржи секаква иницијатива, но и потенцира дека очекува и одговорност. Секој што го нарушува кредибилитетот на собранието, ја доведува во прашање безбедноста и интегритетот на пратеникот и собранието. На соодветен начин треба да се побара расчистување на случајот, ако треба и свикување на анкетна комисија, но без исклучување на сите други законски чекори кои треба да се преземат. На седницата за реконструкција на владата, откако Фатмир Битики и Митко Трајчуловски ја критикуваа владата за српски свет, премиерот во контрареплика ги навреди, а според сведочењата на опозицијата, Стојковиќ ги нападнал со што за влакно била избегната и физичка пресметка. Опозицијата ја напушти собраниската седница, бидејќи не доби извинување од премиерот и Стојковиќ. Мицковски пред да се гласа за реконструкцијата, им се извини на граѓаните, но пред празните столчиња на опозиционерите.